Здраво и добро дојдовте уште едно видео. Во ова видео ќе збориме главно за нераздвојувањето или неодолувањето на X хромозомите, но пред тоа да го направиме, ќе се гледаме како всушност се наследува бојата на очите кај дрозофила меланогастер. И да започнеме. Значи бојата кај дрозофила меланогастер не се наследува преку Y хромозомот, него само преку X хромозомот. Така што ако јаве машка единка, вака, прво ќе направиме само хромозомите, нека бидат со портокалова боја. Земеме поддебела четка. Ако имаме машка единка која донира 1X и 1Y, Y ќе го направиме како малку искривен, доека женската единка донира 2X, односно за правење на панетова мрежа, каде што женската единка на двата X има црвена боја, мислам носи ген кој дава црвена боја на очи, а машкото носи само на X, значи на Y не се носи ништо. Тоа значи, овдека кога ќе ги направиме, така ќе добиеме 2, дека ќе добиеме вака 1 Y, 2X, X и Y. Значи кај овие единки ќе имаат црвена боја на очи, додека овие ќе имаат црвена, но ќе има и бела. А бидејќи црвената е доминантна над белата, сите единки овдека што ќе се добијат ќе бидат со црвена боја на очи, значи сите единки кои ќе се добијат овдека, а сите единки кои ќе бидат машки, значи сите женски единки всушност му доаѓа, ќе бидат со црвена боја на очи, додека сите единки кои ќе бидат машки, ќе бидат исто со црвена боја на очи. Ако имаме пак ситуација каде што машкото, значи машкото имаме тука еден X хромозом, еден Y хромозом машкото и овдека од страна каде го имаме женското, каде што женското носи рецесивни алели за бела боја на очи, додека машкото едниот X носи црвена боја. Тогашка кога ќе се добијат нели вака комбинациите, можете комбинации. Овие тука ќе бидат сите со бела боја. Значи машките во овој случај ќе бидат сите со бела боја на очи, додека женските ќе имаат и бел и црвен, и бел и црвен хромозом, односно бидејќи црвената е доминантна, сите женски ќе бидат со црвена боја на очи. И преку многу експериментирање всушност се заклучило дека бојата на очите се пренесува преку X хромозомот, преку половите хромозоми. Тоа не го објаснував овдека, бидејќи само нема потреба, едноставно правиле многу експерименти, нешто не им се совпаѓало и ова е единствениот начин на кој може да се објасни. Значи овие што се со една линија, повторно напоменам, тие се X хромозоми, додека овие што се како чингелчиња се Y хромозоми. Сега како што видовме во овој овдека примеров десно, пример 2, ако се вкрстат женски, бидејќи овие овдека надоле се женски, бидејќи имаат X хромозоми, кои се со бели очи и машко кои има црвени очи, се добиваат женски кои имаат црвени очи, се добиваат машки кои имаат бели очи. Така, тоа го видовме сега. Но при многу вкрстувања со тек на време некогаш се јавувало единка од женските кои има бели очи. Или пак се јавувале машки кои имале црвени очи. Многу поретко, но се случувало. И тогаш кога се претпоставило дека ова може да се случи само ако има нераздвојување на двата X во мејозата при гаметогенеза. Ајде да видиме зошто тоа се случува. Значи зошто добиваме понекогаш женски кои имаат бели очи и понекогаш добиваме машки кои имаат црвени очи. Значи треба да се вратиме на кратко на мејоза и да разгледаме два случаи. Значи ќе започнеме со една клетка. И во таа клетка ќе нацртаме дека имаме сет на хромозоми. Имаме 2N хромозоми кои се наоѓаат во моментално се во 2C форма, но ќе преминат во 4C, значи вака ќе се дуплираат. И сега се во 4C. И сега тоа поминува низ процес на мејоза 1. Нели преди што ќе се добијат две клетки, каде што би требало да го имаме пола прераспределен на материјалот, така. Би требало да е вака прераспределен, односно повторно има 2N хромозоми, ама сега се 2C. Но се јавува обично грешка при раздвојувањето во мејоза 1, така што овој доле хомологен пар цел како 4C ќе отиде во едната клетка. И што ќе се добие? Всушност овдека нели ќе имаме еден од првите, нели што ќе се бидат, и сега овдека ќе имаме многу повеќе хромозоми него што треба да се има. И сега кога ќе помине низ мејоза 2,
Така ќе поминат овие мејоза 2, ќе се добијат 4 клетки. 4 клетки. И всушност овие нели ќе се прераспределат, тука ќе има едно, тука едно. И би требало да има исто вака, тука и тука. И ова би требало исто да бидат во парови, така треба да имаме тука парови. Но ако вака би било, ако би било во нормален случај, каде што ќе имавме N, 2C во секоја клетка. Но тоа не се случува. Баш поради оваа лоша прераспределба, него ќе добиеме вака овие две клетки, кај што ќе има всушност N минус 1 во оваа клетка и во оваа клетка има N минус 1, додека во овие другите клетки ќе има вишок. Така. Ќе има што овие ќе бидат N плюс 1 и N плюс 1. И ова се случи зошто? Зашто во мејоза 1 овој цел пар премина во оваа овдека клетка. Сега можеме да имаме случај каде што, ајде да не ги цртам повторно клетки, него овдека ќе направиме како исто дека може да се добијат две клетки. Ќе добиеме клетка 1 и клетка 2. При што во првата мејоза ќе се прераспределат нормално, како што треба да се прераспределат. И ќе добиеме ваков некој резултат. Сега кога ќе се добијат наредните 4 клетки во мејоза 2, клетка. Во една од клетките овој цел хомологен пар ќе отиде само во една од клетките од тие 4 кои ќе се добијат. И поради тоа што ќе се добие на крај. Значи овдека ќе имаме еден црвен, еден син и плюс црвен и син, кој е тој хомологниот пар, а овдека ќе фали еден црвен, така. Тука ќе имаме црвен син. И сега всушност имаме во оваа клетка N плюс 1, додека оваа клетка е N минус 1. Овие две клетки си се N нормално како што треба да се бидат. Сега да видиме всушност како ова би ни го дал фенотипот кој претходно го видовме. Ако оваа клетка, например, ајде ќе земеме некоја друга боја, жолта боја, ако оваа клетка која има 2x, а во овој случај тие 2x се со бела боја, бејќи тие се овие 2x, значи ова е 1x, ова е уште 1x, се со бела боја, е оплодена од Y хромозом. Значи ако е оплодена од Y хромозом, ќе се добие генска конституција XXY. Сега овие 2x имаат рецесивни алели за бела боја и кај дрозофила меланогастер XXY всушност се резултира со, веќе го нема тој тест determining factor, резултира со женска единка и бидејќи ги имаат двата рецесивни алели за бела боја, таа ќе има бели очи и на тој начин всушност се објаснува првиот случај. Значи ова, сега дека што го напишав, го објаснува овој првиот случај кога мал дел од единките женски кои се добијат имаат бела боја на очи, а да видиме како мал дел од единките машки имаат па црвена боја на очи. Тоа е на пример овдека имаме клетка, за вака со виолетова боја, каде што нема X хромозом. Значи нема X хромозом, нула. Веќе тој X хромозом е во оваа вдека клетка. Така, значи нема X хромозом и сега тој е оплоден од сперматозоид кој содржи X хромозом, а X хромозомот од машката единка е со црвена боја. Така, ќе биде оплоден од X хромозом кој содржи алел кој дава црвена боја и X0 генска конституција дава машка единка. И таа машка единка сега ќе ја има црвената боја, овдека што ја бележев, дека мал број од единките ја добиваат. Така, црвената боја која мал број од единките ја добиваат, ќе има баш поради тоа што фали еден X од женското и машкото донира X кој има црвена боја и затоа машкото бејќи има генска конституција X0, тоа дава машко, кај дрозофила меланогастер има црвена боја. И така се објаснуваат резултатите зошто понекогаш се јавуваат машки со црвена боја, а зошто понекогаш ретко се јавуваат женски со бела боја. Баш поради тоа нераздвојување на X хромозомите во текот на мејоза и кога тие клетки ќе се оплодат, тие јајце клетки, се јавуваат такви
чудни случаи. И овие резултати на еден начин ако ги внесеме во табела, тоа би изгледало вака. Значи од левата страна ќе внесеме тоа што може да го донира женското, што во овој случај би било 1x, кој би ги рековме во овој случај женските носат рецесивен алел, може да бидат 2x за бела боја, или пак може воопшто да нема X хромозом. Додека машкото може да донира исто X, но во X носи ген за црвена боја, или пак може да донира Y кој не носи никаква боја. Сега ако направиме мрежа, можеме да добиеме X и што ни дава женски со црвена боја на очи. Значи вака ќе направиме со црвена боја на очи. Може два бели X-а и црвен X кој се добива таткото и овие единки не преживуваат. Или пак може два бели X-а и еден Y на таткото и ова дава женска единка која со бели очи. Значи, ај вака да прецизираме тука, ова бе исто женска единка со црвени очи. Ова е женска единка со бели очи. Овдека можеме да имаме комбинација нели бел X со Y и тоа ќе ни даде машка единка со бели очи. Или пак може женското да не донира никаков X и машкото само да донира X. Тоа ќе биде X0 конституција, која е всушност машко со црвени очи, што е машко со црвени очи. Или пак може женското исто да не донира било 0 и да имаме само Y, ама само со Y не може да се преживее, бидејќи ниту еден организам не може само со Y да преживее, бидејќи има многу гени кои се важни за опстанокот, кои се наоѓаат на Y, кои се наоѓаат на X, а ги нема на Y. Така да овие единки не преживуваат. Исто како овие овдека исто не преживуваат. И така всушност се објаснува зошто понекогаш имаме машки единки кои имаат црвена боја и зошто имаме некогаш женски единки кои имаат бела боја на очи. Додека овие горните две се очекуваните, така, ова е очекувано да се добие. Сега вакви нераздвојувања немаме само кај инсекти, односно кај дрозофила меланогастер, него има и кај човекот и затоа се јавуваат различни заболувања, како на пример, се само ќе набројам, значи не е ништо опасно, Клинер-Фелтеров синдром, кој е всушност XXY, кој се јави таква конституција на половите хромозоми, Турнеров синдром кој го спомнавме, кој е X0, значи кога јајцеклетката нема всушност полохромозом, него X доаѓа од таткото, додека ако има нераздвојување на 21-виот хромозом, тогашка доаѓа на добивање со единки со Даунов синдром. Значи трисомија 21 хромозом еднакво на Даунов синдром. Ако има екстра 21 хромозом, нели, од тие од автозомните. Со сакам само да укажам дека овие работи се случуваат и кај човек. Значи нераздвојување хромозоми, повеќе хромозоми да отидат во една клетка помалку, затоа ќе има во друга клетка и тоа ќе резултира со различни синдроми. Значи ова беше Турнеров и ова беше Клинер-Фелтер. Ајде да не го запишувам. Добро, тоа беше се за ова видео. Се надам дека доучивте нешто, може да беше малце споен, сложено, малце се рашаравме лево-десно. Но ако идете полека по видеото, најверојатно ќе разберете што сакам да објаснам. И тоа беше се за ова видео, ќе се видиме во наредното видео. Довидување.